Мекотелните политики се минато, за разлика од претходно, сега нема поместување ниту милиметар без заштита на македонските национални интереси. Уставните измени се невозможни без гарантирање на идентитетот и почитување на правата на македонците во Бугарија, деците на премиерот Христијан Мицкоски. Процесот на евроинтеграција нема да се води, како што тоа цели 7 години го правеа СДСМ и ДУИ, односно исклучиво со распродавање на државните интереси. Според Мицкоски, она што СДСМ го прави во моментов е само загрозување на стратегијата на владата за заштита на македонците. А ВМРО ДПМН нема да влезе во било каква авантура се додека нема јасен крај, прво, и второ, се додека не биде гарантирани човековите права на македонската заедница кај нашиот источен сосед. Нема да се поместиме нити милиметар, ќе чекаме. Ако не ние, ќе го пренесеме на тоа на тие кои што нас ќе не следат. Ако и тие не успеат, и тие што нив ќе ги следат. Македонскиот идентитет нема простор повеќе да биде распродаван. За СДСМ уставните измени се решение, а власта сакала да ја изолира Македонија. Внесувањето на малцинствата во уставот не е само внесување на бугарите, има и други малцинства кои што треба да се внесат во уставот. И затоа, со тој чекор, што не представува никаков ризик за нашиот национален идентитет, за нашата култура, за нашиот јазик, а тоа се уставните измени. Од политиките на СДСМ среќни можат да бидат само одредени политички струи во Бугарија кои не признаваат ништо македонско. За жал, следбениците на живковизмот во Бугарија денеска слават што имаат вакви политичари во Македонија кои што се уште се активни, како луѓето од опозицијската СДСМ, кои што мислат дека на овој начин ќе привлечат некакво внимание, но тие се само обичното меко ткиво на македонскиот идентитет. Позициите на македонската влада се познати: уставни измени единствено со одложено дејство, односно внесување на бугарите во уставот по затворањето на кластерите со цел да се избегнат идни блокади, како и меѓународната заедница да охрабри Бугарија да ги примени препораките на Европскиот суд за човекови права.